Во оваа луѓе и места ве водиме на спортскиот аеродром Стенковец. Тоа е местото каде ќе ве запознаеме со луѓето кои се пионери на соколарството кај нас. Соколарството представува лов на дивеч со дресирана птица грабливка во нејзината природна средина. Од неодамна, тие на аеродромот Стенковец изградија соколарски центар, каде што ги чуваат нивните птици грабливки, грижејки се за нив, каде што ги тренираат, но и размножуваат, со цел да се добијат нови единки од овие птици, тука, во Македонија. Огнен, Александар и Зоран се дел од неколкумината активни и посветени соколари кај нас. Тие речиси секој слободен момент го поминуваат тука, во соколарскиот центар на Стенковец. Нивната пасионираност ќе ја препознаете уште во првите моменти кога ќе почнат да ви зборуваат за соколите, јастребите или орлите, или пак за соколарството како уметност во ловот. Соколарството постои веќе 4000 години. Значи, некои си наши предци увиделе дека птиците грабливки може да стигнат многу лесно до квалитетен извор на храна, да речеме дали е тоа зајак, дали е фазан, дали е патка, еребица и така натаму, тоа било извор на храна на луѓето во минатото и затоа и одлучиле, решиле некако да ги доближат до себе грабливките и да ги искористат во своја цел во набавка на храна. Меѓутоа тоа било во историјата. Некаде во 18 век соколарството доживува процут, бидејќи со него тогаш се занимавале нели поголемите благородници, кралеви, кнезови и така натаму. Дури имало поделба на птиците која птица кој човек може да ја носи на раката и да соколари со нејзе. Имено соколите биле резервирани за повисоките кругови во општеството. Белиот или северниот сокол бил исклучиво резервиран само за кралевите, а пониските сталежи, например во некои книги се спомнува дека јастребот го користеле куварите, бидејќи најлесно со јастреб се стига до плен, затоа и бил задолжен нели за куварите. По откривањето на барутот, соколарството постепено изумира и со него се бави една група на луѓе заљубеници во соколарството. Денеска соколарството представува уметност во ловот, значи не е тоа извор на како метод за извор на храна, туку повеќе еден вид на уметност во ловот, каде што соколарот треба да покаже што знае, преку тоа како неговата грабливка, неговиот пес, теренот, дивечот координира. Активното и организирано соколарство кај нас го започнува Огнен во 2006 година, кога после 6-месечни бирократски пречки успеал да ги увезе првите 4 единки сив сокол, донација од Австриската соколарска асоциација. Кај нас, тој е пионерот на овој некогаш благороден начин на лов. Имаме некои податоци археолошки кои што секој заинтересиран може да ги погледне на нашата веб страница www.sokolarstvo.com.mk. Таму имаме најдено и не ние, нормално археолозите пронашле некои си монети на кои што има податоци дека на овие простори се луѓето некогаш се занимавале со соколарство. Имаме и надгробни плочи. Најубаво ќе биде да го погледате, бидејќи повеќе информации имаме на веб сајтот. Инаку, конкретно јас се бавам со соколарство негде од прилика 15 на години, не цели, со тоа што
кога јас решив да се бавам со соколарство, навистина немав нити кого да прашам, нити каде да се обратам, нити книга да купам за да прочитам, па беше малце тешко. Меѓутоа имав некакви среќни околности, па патував повеќе по Европа и по светов, каде што запознав соколари, кои што ме упатија, потоа дојде и до интернетот, нели, како пристап до сите информации многу лесно. Како пионер во соколарството одлучив да го легализирам или регулирам соколарството во Македонија, бидејќи тоа е регулирано во повеќето земји во светот. Меѓутоа кај нас како пионер немав никаква основа од каде да почнам. Значи некаде во 2005 година посоветуван од високи представници на Интернационалната асоциација на соколари, бе посоветуван прво да отвориме здружение на граѓани, каде што ќе се собере една критична маса на соколари, кои што понатака ќе го развиваат овој, американците велат спорт, ние европејците повеќе преферираме да кажеме уметност во ловот, бидејќи сметаме дека е навистина уметност да човекот биде диригент на две суштества, кучето и соколот. Значи тоа е буквално уметност, не е некој продуктивен начин на лов. Знаете како велат кај нас, пердувот како чивија влага еднаш и никогаш повеќе не искача. Значи истото се случи и со мене, пердувот влезе и остана еве до ден денеска. Значи, почнувајќи од оној период со тие пеачките фауна Европа, што се канаринци, после тоа папагали, кои што и ден денеска ги чувам во мојот двор, така да, значи, ова е врвот во птичарството, да речем. Јас со оваа уметност се занимавам само ради ловот. Мене ме фасцинира начинот на кој што се лови, бидејќи претходно ловев со пушка. Сега, значи, сум дефинитивно префрлен на лов со птица. На метакот, тоест на сачмата, секоја птица не може да избега. Значи, ќе погодите барем една од едно пукање, ако не повеќе, да речем. А со неа, дали ќе имате улов 2 до 3 птици во една сезона. Значи, начинот, надмудрувањето со дивата птица е нешто кое што ме плени, ме фасцинира. Значи, за да ја доведеш оваа птица граблива, да се доведе во некое совршение, да може она да лови убаво, треба многу време, многу посветеност, многу внимание. Така, значи, само тоа. Значи, ние кога идеме да ловиме, не идеме да ловиме ради месото и ради пленот. Значи, идеме да ловиме ради убавината во летот, ради летањето, ради начинот, пошто секоја птица, секоја година што ја летаме, различно лови. Зошто птици грабливки? Од секојаш уште како дете ме фасцинирале од аспект на витештвото, затоа што од филмови со витештво, од Сер Ланселот, Крал Артур и слично, значи уште од тогаш, гледајќи ги нив на коњите со соколи, како ловеле тие лови, и од тогаш почнав да ме интересираат грабливките практично. Меѓутоа не знаев дека некој друг во Македонија има кој што сака да се занимава, кој го интересираат грабливки, и уште некаде, што знам, кога дојде интернетот во Македонија, да речеме малку повеќе, почнав да се интересирам, да наоѓам по интернет луѓе, страници кои што каде што би можел да научам нешто повеќе. Сосема случајно се најдовме согнен и тоа на англиски форум за соколарство. Од тамо почнавме да се дружиме, ме покани, вика, имаме ние здружение во Македонија, се вика Јарак, значи можеш да дојдеш да видиш што е птица, како е птица, што се случува, како се лови. И од тогаш, тоа е некаде 2007 предпоставувам, скоро секој ден, цело време ми е посветено на птиците, на лов, на чување, на одгледување. Јарак подразбира, тој е интернационален термин и подразбира позиција на јастреб во точно пред да нападне. Затоа и се вика името на клубот Јарак. Во 2006 година успеваме како донација од Австриската соколарска асоциација да добиеме 4 единки на сиви соколи, кои што се првиот легален увоз на грабливки во Македонија, кои што птици во 2009 ни ги дадоа првото потомство и првите соколи изведени во домашни услови.
На тој начин ние не ги загрозуваме птиците грабливки од природата, него користиме птици кои што се веќе генерацијски ведени во домашни услови. За да се лови со птица грабливка, треба многу работа со неа претходно. Трпение и искуство. Тоа најдобро го знаат моите соговорници, кои после повеќе години занимавање со соколарство, дури тогаш ги почувствувале задоволствата од него. Ова не е пушка која што после лов можете да очистите и да ја ставите во креденец назад или во фиока, што и да е. Значи, ова е живо битие за кое што мора да се грижите после ловот да биде истимарено, да биде најадено, да биде напоено, да се стави вода да се избања. Значи, рутината почиња со тоа што кај нас секој ден е тренинг. Значи, ние не одиме секој ден да ловиме. Значи, она мора секој ден да лета за да одржува физичката кондиција да ја биде висока, значи она мора секој дневно да лета. Значи, не е секој ден лов. Имаш фитнес тренинзи, имаме тренинзи кога ни се за јачање на мускулна маса. До лов навистина е малце потешко да се стигне, затоа што не е воопшто едноставна работа. Бара многу време, бара многу жртва, бара доста финансии, бидејќи не можете вие соколот да го летате таму кај што живеете, него мора да појдете во негова природна средина, дали ќе видите тоа поле, природа, шума, ако се работи за јастреб и така натаму. Соколите се птици кои што ловат во воздухот, значи пред мене имаме еден сокол, женка. Тие ловат на тој начин што ќе се кренат високо над километар во небото и од таму се невидливи за својот плен. А одгоре, тоа мене лично ме фасцинира, падот со огромна брзина од 320 км на час кога пикира кон својот плен. Тоа е адреналинска брка каде што како гледач адреналинот нема зборови кои што можеме да го опишам. Ова птица е сив сокол, изведена лани, изведена во заробеништво. Сега сите ќе речат сив сокол, а птицата е кафеала. Значи, ова се нарекува јувенилно перје, значи младешко перје. Птицата после првата година митари и тогаш станува сива. За мене е јастреб. Значи, првенствено, затоа што тој е, да речеме, тој има сила, кој што, значи, у соколарски жаргон е Magnum 357. Значи, пиштол, револвер од рака, утепува, лета, утепува. Мислам, тоа е малку тука сега дискутабилно, затоа што сето тоа зависи колку ќе работи птицата, зависи од самиот соколар. Меѓутоа, со соколот имате друг тип на лет. Значи, тој се крева горе и се спушта по пленот. А додека јастребот од рака оди право на плен. Добро истрениран јастреб може да се случи да улови повеќе, него има повеќе шанси за улов него соколот. Секој соколар мора да поседува пес птичар. Значи, не мора да биде тоа птичар, него пред се користат од родот на птичари, значи, може да биде тоа германски поинтер, англиски поинтер, епанјол бретон, цуњевци, имат кокер шпаниели. Значи, тоа е веќе понатаму со кучињата. Значи, имате пес кој што маркирал пред вас е рибица, фазан, без разлика што е. Значи, тоа е све зависно од претходно тоа што го зборевме, на што е учена птицата, значи на што ја дресирате вие птицата и како вид на ловина сакате да ловите со нези. Од кога имате песот веќе во марка, кога песот ви поентира каде се наоѓа точно дивечот, ја подигате рака високо, значи доколку ловите со јастреб, тоа е начин на ловење со јастреб, од рака, значи ја дигате раката високо и веќе птицата сама знае чим е подигната високо дека ќе следи излетување на дивечот, кое што веќе е претходно поентирано од песот. Значи они се двајца партнери во ловот. Значи ја дигате раката високо, она застанува во една позиција специфична за јастребите, се вика јарак позиција. Значи тоа е спремна да тргне и со подотворени крила. Тогаш, значи, му дадате команда на песот да го избркат дивечот од травата, од грмушката, од што и да е, излетува дивечот, птицата тргнува по незе и тука настанува онаа бркотница. Значи тоа е оној убавиот момент, да речеме, кој што трае 15 на 20 секунди, каде што дали ќе биде фатено или нема да биде фатено, а тоа во пракса е 95% дека нема да биде фатено. Значи, сепак пак завршуваат да ги нахраниме ние и да им дадеме ние храна. Секој ловец кога оди на лов се надева на својот трофеј, но во соколарството трофејот е сосема поинаков. Во соколарството голот е кога вашата птица
ќе фати див плен. Значи, не испуштен плен, значи див плен кога ќе фати. Кога ќе фати див плен, не може да ви го опишам тоа чувство, затоа што тоа само ние можеме да го знаеме што ни се случува внатре. Значи, буквално полудуваш, си викаш, вау, значи еве го дојде моментот кој што го очекувам 2, 3, 4, 5 месеца и ете го на крај доаѓа и мислиш во тој момент дека нирвана постигнуваш и тоа е тоа. Значи, ја нахрануваш убаво птицата, ја оставаш на својот плен да се најаде како награда за тоа што го издействувала и тоа е тоа. Денот завршува, вие сте среќни, птицата е најадена, кучето задоволно. Личната сатисфакција јас најмногу ја гледам во тоа што имам можност многу често да сум во природата. Јас сум агроном по струка, биологијата ме интересирала од секогаш, птиците грабливки ми биле фасцинација од секогаш, така да можноста што ја имам да често излегувам и уживам во нивниот лет, без разлика дали ќе бидат они успешни или неуспешни во својот лов, самиот чин на лов кога го гледате е за мене уметноста. Тие со оваа нивна пасија се и своевидни амбасадори на нашата држава со нивното учество на соколарските собири и фестивали широм светот. Иако на почетокот биле примени само како дописна членка во Светската соколарска асоциација, денес тие може да се пофалат и со полноправно членство, под уставното име. Во 2006 година при контакти со Интернационалната асоциација на соколари, која што ги застапува сите соколари каде што легално се соколари во земјите во целиот свет, станавме членка дописничка до Интернационалната асоциација. Во 2007 година бевме поканети како клуб на првиот соколарски фестивал во Лондон, каде што се собра на вистина за прв пат во историјата соколари од целиот свет. Значи, буквално од целиот свет имаше представници, беше празник за очи, чест и задоволство да се представува својата татковина пред сите присутни таму. Едно исклучително битно искуство, не само за мене, но туку и за сите соколари во Македонија, бидејќи јас тоа не го правам лично за мене, туку го правам за да во Македонија се развие соколарството и свеста на граѓаните за птиците грабливки. Се запознав со навистина влијателни луѓе во светот на соколарството, имам навистина одлична соработка. Се надевам дека еден ден и во Македонија ќе може да организираме еден лов со птици грабливки, па ќе може да ги поканиме и ние нив. Значи, минатата година во 2011 во декември на покана на Арапските Емирати се одвиваше вториот во историјата соколарски фестивал, каде што за прв пат се собраа над 84 земји од светот и во своји национални носи, во традиционален дух, сместени во јурти буквално. Секоја земја можеше да го представи соколарството кај себе, значи да биде, буквално убаво рековте, да бидеме амбасадори на соколарството во нашата земја. Соколарството во светот, освен за лов, се користи и за други цели. Моите соговорници се надеваат дека овие искуства ќе ги пренесат и кај нас. Соколарството веќе не е само уметност во ловот, туку се користи во многу поинакви цели. Имено, конкретно се користи на големите аеродроми интернационални како средство за заштита од останати птици. Соколарството многу често наоѓа примена во одбраната на лозја. Знаеме дека едно јато од сколовранци при миграција може да направи штета од 30 до 40% од приходот, од приносот на едно лозје. Се почесто се користат соколари во одбрана на лозјето, тој месец дена кога созрева самото грозје, они се присутни од сабајле до вечер буквално на самото поле и го заштитуваат од овие инвазиони видови, како ние луѓето би имале поголем принос. Исто така би можел да го издвојам користењето на птици грабливки во заштита на монументални споменици, згради од значение и така натаму. За жал во Македонија се уште не, можеби неинформираноста го должи тоа, не знам, меѓутоа се надеваме дека еден ден и ние ќе можеме на овој природен начин, да речам, најеколошки начин на заштита да ги користиме грабливките во различни цели. Во периодов, ловната сезона е во мирување.
Огнен, Зоран и Александар се надеваат на принова во нивниот соколарник, бидејќи сезоната на парење е во тек, а вие бидете во тек со она следно што ќе ви го подготвиме во луѓе и места за 7 дена, кај некои други луѓе на некое друго место.